Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Очигледно е, има причини поради кои Мицковски посветено ги следи погубните криминални политики на својот ментор Груевски, а преку кои нанесува штета на државните национални интереси. Очигледно, Мицковски е дел од криминалите на Груевски и затоа по секоја цена тој и антизападното раководство на партијата се обидуваат да ја закочат иднината на Република Македонија и да ја вратат во изолација и неизвестност. Ова е уште една причина преостанатите пратеници на ВМРО-ДПМН да не ги следат овие антизападни и криминални политики на Груевски и Мицковски и да се приклучат на процесите што обезбедуваат иднина во Европската Унија и НАТО. Почитувани граѓани, антизападниот пион Христијан Мицковски пред јавноста треба да одговори како компаниите во кои тој лично има удел од владата на Никола Груевски добила согласност за изградба на хидроцентрали и закуп на земјишта за мали хидроцентрали. Дали тоа што бил советник за енергетика на носителот на криминалот Никола Груевски му помогнало на антизападниот пион Христијан Мицковски? Ви благодарам. Повелете, Костадинов, ВМРО-ДПМН ќе поднесе предлог закон за амнестија во собранието, што ќе се однесува за 27 април. Како го коментирате? Предлогот на Христијан Мицковски е буквално навлегување во правните процеси. Ние се залагаме за функционирање на принципот на правната држава и од тој пат отстапување нема. Едно е помирување и подавање рака со цел остварување на стратешките интереси на Република Македонија, а друго е амнестија во судски процес за кој што уште немаме никакви судски одлуки. Повелете? Кога започнуваат консултациите во собранието во однос на уставните амандмани кои што ќе ги предложи владата? Разговорите се во тек. Официјално треба да почнат што поскоро. Наш интерес е интерес на граѓаните на Република Македонија е што побрзо целиот овој процес да заврши. Знаеме дека роковите за уставни измени се некаде до нова година и оптимисти сме дека ќе истераме целата работа, пак ќе повторам, во интерес на граѓаните на Република Македонија. Кој е вашиот став во однос на амандманите од партијата БЕСИ? Ова се сериозни и крупни прашања кои што ги засега сите граѓани на Република Македонија и овде нема простор за дневни политики. Затоа апелирам да се фокусираме на патот на интеграција на Република Македонија во двата најголеми сојузи Европската Унија и НАТО, затоа што тоа е стратешка цел на Република Македонија, преку тоа ќе обезбедиме и подобар живот за граѓаните на Република Македонија. Имаме време кога да зборуваме за дневни политики.